Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Како и секоја емисија, и оваа ќе ви пренесеме нови возбудувања од светот на автомобилите. За вас го тестиравме новиот Audi Q5 со 2-литрен TDI мотор од 187 поњски сили. Се разбира, ќе имаме и една голема палета на новитети, а во име на убавото време и сонцето ќе ви го представиме најновото издание од гаражата на AMG. Станува збор за Mercedes AMG GT Roadster. Автомобил кој е како створен за уживање и бањање во сонцето. Почнуваме со Автомагазин и како што најавив, прво стартуваме со Mercedes AMG GT Roadster. Во моментите кога пролетните сончеви зраци се пробиваат низ северната хемисфера, Мерцедес подобро не запозна со искричавата родстер верзија на својот тркач AMG GT. Позициониран меѓу основниот и моделот со R во ознаката, тој ни донесува високи перформанси на возење под отворено небо, спакувани во двоен пакет. Со овие две изведби со мек покрив, семејството на Mercedes AMG GT сега е зголемено на 6 члена. Лесната и крута алуминиумска каросерија во комбинација со јагненородни влакна е дел од техничките гени по кои оваа субмарка на Mercedes е позната. Силните V8 бит турбомотори исто така. Првиот модел располага со 476 коњски сили, доволни за 302 км на час и забрзување до првите 100 за рамно 4 секунди. Вториот е доозначен со буквата C и на задоволството додава уште 81 коњска сила и 14 км на час максимална брзина поголема од претходниот. Вртежниот момент во 680 Нм, кој се остварува меѓу 1900 и 5750 вртежи во минута, е заслужен за забрзувањето до 100 за 3,7 секунди. Дел од решенијата како активниот систем за контрола на воздухот за ладење се применети од скоро тркачкиот AMG GT-R. Меѓу софистицираните системи се среќаваат и активното управување на задните тркала и електронски контролираниот диференцијал со ограничено пролизгување. Во комбинација со спортското ослонување, овој родстер гарантира возна динамика на највисоко ниво. Стандардниот издувен систем со променливи одлики обезбедува автентичен V8 звук кој ги исполнува уште и кога покривот е подигнат. Тој пак е направен од 3 слоја материјал, од кои надворешниот со специјални акустични својства за намалување на нивото на бучавата. Се отвора или затвора за приближно 11 секунди до брзини под 50 км на час. Може да биде црн, црвен или беж за подобро да одговара на избраната комбинација меѓу 11 бои на каросеријата и 10 на внатрешноста. Поставен е на лесна конструкција од магнезиум и алуминиум, која помага тежиштето на автомобилот да се задржи пониско. Дополнителната заштита од превртување е обезбедена со интегриран попречен елемент. За помала тежина, акумулаторот на возилото е литиум-ионски, а поклопецот на багажникот направен од композитен материјал. И елементите што ги држат тркалата се од иновативен материјал за 50% полесен од челикот. Стратегиското проширување на понудата со овие два возбудливи модела се поклопува со 50 годишнината од раѓањето на AMG. Животот понекогаш те провоцира со страста. Не можеш да му одолееш, а и не сакаш. Почнуваш да доживуваш малку поинаква љубов. Се е различно, но тоа ти се допаѓа. Пристигна новиот SUV на SEAT. Новата SEAT Ateca. Динамика во секој детал. SEAT Ateca од 18.900 евра. SEAT. Peugeot 2008, создаден да совлада се.
богато опремен, за 175 евра месечно. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Свртете нов лист и стартувајте ја најсилната емоција. Засилете ги вашите очекувања. Очекувајте активирање на сите сетила. И забрзајте кон новата инспирација. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage, моќно привлечен. Kia Motors, Македонија. Некои работи вечно ќе останат во сеќавањата. Меѓу нив ќе биде и титулата Автомобил на годината во Македонија на Kia Sportage, трета за оваа марка кај нас. Претходно тоа им успеа на Сид во 2008-та и Рио во 2012-та. На кронисувањето на корејскиот кросовер во интимната атмосфера на хотелот Парк беа присутни голем број гости, пријатели на марката и љубители на автомобилите. Заблагодарувајќи се за титулата, директорот на Kia Motors Македонија Владимир Билбилов кажа дека е посебно горд што Sportage успеа во една силна конкуренција да биде најдобар меѓу најдобрите. Новата генерација на Kia Sportage освои најмногу гласови од членовите на жирито меѓу 7 финалисти кои влегоа во трката за титулата. Од нив Suzuki Baleno Hybrid доби посебно признание како избор на импортерите кое е воведено од оваа година. Националниот избор на Автомобил на годината во Македонија се одржува од 1996 година. За титулата може да конкурираат сите нови модели пристигната на македонскиот пазар помеѓу двата избора. Kia Sportage има добра традиција на македонскиот пазар и несомнено е дека 2017-та ќе биде добра година за ова спортско корисно возило. А добра година ќе биде и за другите марки кои настапуваат на светскиот пазар. Но најинтересна од нив е веста што ни доаѓа повторно од Италија. Lamborghini, иако е длабоко инволвиран во светот на ултраспортските возила и во светот на високата мода, одлучи да се вмеша во светот на мебелот. Така да, сите оние кои сонуваат за Lamborghini, можеби ќе имаат доволно пари да уживаат барем во мебелот што ќе го представи оваа италијанска марка наскоро. Суперавтомобилите како да не се доволен предизвик за Lamborghini. Италијанската марка, која одамна е позната по своите модни колекции, сега лансира и серија ексклузивен мебел. Креирана во соработка со престижниот милански производител Riva 1920, таа е дизајнирана од прочуениот Карим Рашид. Инспириран од двата света, овој славен дизајнер ги има соединето вредностите на Lamborghini и филозофијата на Riva 1920. Вниманието посветено на деталите го истакнува силното наследство што Рашид во целост го има испочитувано. Иновативните материјали и врвната обработка се подразбираат, исто и ексклузивноста, загарантирана со автентичноста на овие безвременски парчиња мебел.
Очигледно електриката е предизвик на кој визионерски настроените предприемачи не може да одолеат. Најновиот доказ за тоа доаѓа од Соединетите држави, каде е седиштето на компанијата Lucid Motors Air. Основана е со кинески капитал, а првиот нејзин автомобил, како и повеќето такви, ќе биде луксузен, спортски и наменет само за богатите. Цената се уште не му е позната, бидејќи ќе се појави при крајот на идната или почетокот на 2019 година, но нема да биде ниска, се шушка за некои $160,000. Не ни може, затоа што ќе има 1000 конски сили и автономија од 650 км. Батериите му се развиени од Samsung врз основа на оние кои се користат во Формула Е. Неговите креатори проценуваат дека ќе забрзува до 100 за 2,5 секунди, а се уверени дека ќе го редефинира сегментот на луксузни лимузини. Кој сака може да си резервира примерок за себе уште сега, за што ќе плати $25,000 депозит. Доколку не го стори тоа во иднина, ќе може да бира помеѓу повеќе верзии, од кои основната ќе има 400 конски сили и автономија од 385 км. Неговата цена треба да биде за амбициозни 2,5 пати пониска од претходно споменатата. Благодарение на неа, американските менаџери и кинеските финансиери проценуваат дека ќе најдат најмалку 10,000 купувачи годишно. За разлика од автомобилите, хибридните и електричните технологии потешко се пребиваат во камионскиот сектор наменет за долголиниски превоз. Но по се изгледа конечно на повидок е првиот хибриден камион со знакот на Volvo. Подготвен лани, концептниот камион на марката сега е дополнет и со хибриден погонски склоп кој е поштедлив и до 30%. За него специјално е развиена и напредна верзија на системот за помош на возачот, која ја анализира топографијата на теренот што надоаѓа и пресметува најефикасен режим на возење. Се проценува дека во превозот на долги релации околу 1/3 од времето на возењето ќе биде поминато со исклучен дизел мотор, со што ќе се заштедат до 10% гориво. За намалување на потрошувачката значително влијаат и другите решенија применети на овој концепт камион. Аеродинамиката на влекачот и приколката, например, е подобрена за огромни 40%. Новоразвиените пневматици имаат помал отпор на тркалање, а тежината е намалена за 2 тона. Работите на овој заеднички американско-шведски проект се одвиваат во континуитет од 2011 година. И покрај скромните продажни резултати, SsangYong не се откажува од Европа. За новата моделска година, јужнокорејскиот специјалист подготви уште една рестилизирана верзија на компактниот Корандо. Измените на надворешноста придонесоа за помодерен изглед, на кој сепак преовладуваат конзервативните линии. Различни од досега се маската, светлата и предниот браник, додека остатокот од возилото е скоро непроменет. Во внатрешноста се забележуваат ревидираниот управувач, изменетата инструмент табла и новиот поголем екран на инфозападниот систем. Нови и поквалитетни се и материјалите, а опремата побогата. Механиката во целост е задржана иста со 2,2 литарски дизел и 2-литарскиот бензинец. Купувачите на овој компактен кросовер може да бираат меѓу верзиите со погон на предните или сите тркала, со мануелна и автоматска трансмисија. Лани SsangYong во Европа продаде помалку од 3900 примероци од Корандо. Останатите модели поминаа уште полошо, со благ исклучок на малиот Тиволи, за кој се одлучија точно 10.000 европјани.
Кога се појави пред 18 години, знаевме дека му престои перспективна иднина. Малиот Јарис тоа го докажува веќе 3 генерации, од кои последната одбива да се пензионира. Место тоа, Toyota го освежи со уште еден фейслифтинг. Со претходниот од пред 3 години каросеријата го добија автентичниот X дизајн, на кој сега средишниот дел е помалку нагласен. Покрај тоа, браникот е поагресивен, а светлата поголеми и кај поопремените верзии изведени со LED технологија. И назад се применети идентични зафати, додека на силуетата се забележуваат поинакви бочни линии. Сето ова прави Јарис да изгледа поголем од толку што беше, иако димензиите во целост му останаа исти. Материјалите во внатрешноста се поквалитетни, а седиштата подобрени. Отворите за вентилација имаат поинаков облик, управувачот е нов, а инструментите помодерни. Акцент е ставен и на опремата, посебно на безбедносната. Веќе основниот модел сериски го има Toyota Safety Sense системот. Тој вклучува автономно кочење во случај на потреба, систем за препознавање на сообраќајните знаци, автоматски долги светла и други посакувани електронски асистенти. Зголемени се и можностите за персонализација на возилото, па купувачите сега ќе можат да го добијат Јариси со двобојна шема на каросеријата. Она што не се гледа е спакувано во околу 900 нови делови во однос на досегашната верзија. Дека сепак се работи за голем зафат, а не обичен фейслифтинг, сведочи и податокот за потрошени 90 милиони евра за него. А тука е и новиот 1,5 литарски бензински мотор, кој го заменува досегашниот 1,3 литарски. Карактеристики му се подобрената термичка ефикасност и значително поголемиот степен на компресија од дури 13,5 спрема 1. Располага со 111 конски сили и заради новите технички решенија има брз одговор и подобрени перформанси. Во комбинација со ЦВТ трансмисијата, потрошувачката му е за 12% пониска и изнесува 4,7 литри на 100 километри. На хибридниот Јарис, како и досега, за истото растојание му требаа само 3,3 литри гориво. За одбележување е фактот дека на оваа еколошка верзија отпаѓа повеќе од 40% од продажбата на Јарис во Европа, која лани се искачи на дури 208.000 примероци. Квалитетот и издржливоста се главни атрибути на јапонската Toyota, а тие се преточени и со новите технологии во третата генерација на Јарис, кој е направен да направи нови прераспределувања во сегментот D. Следниот новитет што ќе го видите исто така е осмислен да направи прераспределувања, но во компактниот сегмент на спортско корисни возила со премиум вокација. DS со својот DS7 Crossback сака да се вклучи кон премиум производителите кои ни доаѓаат од Англија и од Германија. Не е тајна дека DS7 Crossback е поставен врз платформата на Peugeot 3008, но со луксузот и интересниот дизајн кој плени на прв поглед, тој е далеку поразличен од Peugeot 3008. Кои се аргументите на DS7 Crossback во следните неколку минути? Кога за прв пат го видовме, не можевме да му одолееме. Настрана францускиот шарм, едноставната алхемија на силата и рафинираноста со која зрачи секого ќе заведе. DS7 Crossback како втора генерација возила од новата премиум марка на Citroen едноставно е нешто што кога ќе го здогледате сваќате дека фалело. Некои би рекле дека соборува од нога, но ние не би оделе толку далеку. Ја има собрано механиката од новите Peugeot 3008 и 5008, а остатокот подигнато за едно ниво повисоко. Цели да биде еден од најпосакуваните кросовери со оваа големина на пазарот и без сомневање ќе стане тоа. Лансиран како посластица на групата, тој навистина изгледа импресивно без надменото претерување кое е типично за другите. Има должина од 4,57 метри и идеално се вклопува во градските метежи.
Вертикално исечениот преден дел со карактеристична маска делува навистина престижно, изразувајќи ја целата негова благородност. Лесно е препознатлив, а харизматичната шестоаголна маска е обрабена со релјефно истакнатите средишни линии на алуминиумскиот капак на моторот. Технолошките решенија, како што се дигиталните инструменти, чинат да изгледа луксузно. Натрешноста во која се обединети француското знаење и напредните технологии се нуди со 5 различни шеми и изоблилува со кожа и други врвни материјали. Предните лед светла при отклучувањето на возилото ротираат за 180 степени, оставајќи безмалку вселенски впечаток. И задните со својот 3D ефект, карактеристичен за сите модели на марката, еднакво се импресивни. Багажникот со раскошните 555 литри не треба да го споменуваме. Наместо тоа ќе кажеме дека со овој модел PSA групата по некое време во понудата го враќа 4x4 погонот. Хибриден секако, во овој случај со 300 конски сили, произведени од бензинец напред и 2 електромотора назад. Приликата беше искористена за најава дека секој модел на DS одсега ќе има хибридна верзија означена како e-Tense. Таквиот DS7 ќе се најде на пазарот напролет 2019 година, а до тогаш конвенционалната понуда ќе ја сочинуваат 3 бензински мотори со сила помеѓу 130 и 225 конски сили и 2 дизела со 130 и 180 коњи. Старт-стоп системот е серијски за сите, а 8-степената автоматика кај повеќето од нив. Нестрпливите купувачи се надеваат дека DS7 Crossback ќе го купат уште есенва, кога конечно пред соседите ќе може да се пофалат со вистински премиум кросовер кој не е од германско или англиско производство. Втората генерација на Audi Q5 представува една пресвртница во филозофијата на спортско корисните возила кои ни доаѓаат од Инглштад. Со многу поостар дизајн и многу повеќе простор во внатрешноста, Q5 се наметнува како еден од главните играчи во премиум сегментот на спортско корисните возила. Оваа улога ја ужива уште од почетокот, односно од неговото појавување на пазарот, но сега сака Audi Q5 да доминира во овој сегмент. Што е направено ново? Освен препознатливиот и остар дизајн, Audi реши да направи и одредени промени во рамките на технологијата. Новиот кватропогон сега го исфрли централниот диференцијал и го помести на задните тркала. Главната сила се пренесува на предните тркала, но за само 200 милисекунди електрониката реагира и кога е потребен вртежен момент на задните тркала, тој ги префрлува и таму. Зголемената цена се оправдува со многу повеќе опрема, а она што мене многу ми се допаѓа, тоа е и можноста да се изберат дури 6 режими на возење. Но да не губиме време на објаснувањата, да седнеме за управувачот на Q5. Бројките покажуваат барем досега дека Q5 сосема добро се држеше и беше меѓу најомилените модели на пазарот. Со новата генерација Audi го зголемува влогот, сакајќи да профитира во однос на неговите германски премиум конкуренти. За такво нешто беше неопходно да се направи токму она што денеска го возиме. Спортско корисно возило кое има впечатлив, модерен изглед и атрактивни цитати проследени со унапредени технички решенија. Дали е тоа доволно Q5 да се искачи на врвот во премиум сегментот? Со аплицирањето на типичниот за Audi аглест дизајнерски јазик, строгата појава и елементи кои му даваат надмен став, Q5 делува како магнет.
Гледан од било која перспектива, тој оддава самоуверен став, носејќи ги гордо атрибутите на марката. Типичната контура е прагматично обликувана, накитена со линии што и даваат динамичен изглед. Она што мене најмногу ми се допадна е врамувањето на дизајнот. Тој е украсен со сјајната маска на ладилникот сместена помеѓу лед светлата. Подеднакво атрактивно делува задниот дел, каде повторно главната улога ја имаат светлата. Како целина, овој едноставен израз, засилен со мокни елементи, е полн погодок. Зад поклопецот се крие багажник со најголем капацитет во класата. Неговите 550 литри ја потврдуваат практичноста на овој шмекер. Новата генерација донесува благо с големени димензии кои пружаат одличен комфор во внатрешноста, каде е нагласен технолошкиот дух. Јасните и едноставни решенија на инструментите се збогадени со централно поставениот монитор. На централната конзола доминира рачката на менувачот и контролерот на сите функции на возилото. Опремениот со кожа интериер и биколорноста на предниот панел оставаат премиум чувство. Истиот впечаток се добива за ергономијата, удобноста и комфорот. Со употреба на алуминиумски компоненти на предниот дел, успеано е да се намали тежината во однос на претходната генерација за 90 килограми. Намалувањето на тежината значи подобрени перформанси, сопирање, управување и ефикасност. Ова последното е оправдано со дволитрениот ултрадизел мотор со 187 коњски сили. Тој е дотеран да ја зголеми економичноста заедно со 7-степениот автоматски менувач со двојна спојка. Тој е програмиран кога се отпушта педалата за забрзување да го стави моторот во лер, со што се зголемува штедливоста. Тука и новата генерација на погонот на сите тркала кватро, кај кого е исфрлен централниот диференцијал во корист на променлив поставен на задната оска. Тој ја пренесува силата по потреба на задните тркала, со што се намалуваат загубите поради триењето и ги погонува само предните тркала, а само 200 милисекунди се доволни да се префрли потребната сила на задните тркала. Ова решение, според производителот, резултира со намалување на потрошувачката за 16%. Audi Q5 е скроен за уживање во возењето. Возачот на располагање има 6 програми на возење кои одлично се осмислени за сите сценарија. Моторот има 187 коњи, но не е скроен за трки. Реагирањето е линеарно, а менувачот секогаш ги одржува вртежите во полето на најголемиот вртежен момент, кој се добива помеѓу 1750 и 3000 вртежи во минута. Звучната изолација е на високо ниво. Сите шумови и звукови се пригушени, дури и оние што доаѓаат од масивните ретровизори. Впечатокот го расипуваат пневматиците, чија бучава е поголема од онаа што ја прави моторот. Управувањето сега е попрецизно, агилноста, особено во свиоци, остава впечаток како да возите лимузина, а сепак имате голем комфор и удобност. Подпирањето ја има традиционалната тврдост, но каросеријата како да лебди над површината, изолирајќи ги патниците од микровибрации и останатите надворешни влијанија. Кога се објавија плановите новата генерација на Q5 да се произведува во Мексико, имаше прашања дали ќе се задржи квалитетот каков се испорачуваше од Германија. Одговорот е да. Audi успеа да остане она што е, докажувајќи дека местото на производство е економска, а не квалитативна категорија. Во овој момент никој не ги изработува возилата како Audi. Солидната, прецизната и цврстата архитектура потсетува на нуклеарен бункер. По возењето на Audi Q5 заклучоците се наметнуваат сами по себе. Новата основа нуди сосема ново искуство за возачот, но и за патниците. Комфорот, ергономијата, како и прецизното управување се секогаш на првото место. За пофалба е и дволитрениот TDI мотор од 188 коњски сили. Тој е економичен. Ние забележавме просечна потрошувачка од 8,6 литри, што е оправдувачки за волкосилен мотор.
Инаку, цената на Audi Q5 започнува од 49.980 евра, но возениот модел чини нешто над 63.000 евра. И тука заклучоците доаѓаат сами по себе, оние негативните. За оваа цена, јас мислам дека во пременоста неопходно е да има и навигација, како и електрично отворање и затворање на багажникот. Сепак 63.000 евра не се пари кои можат да оправдаат вакви пропусти. Но сепак, почеток е на животниот век на овој модел, а знаеме дека секогаш на почетокот цените на возилата се највисоки. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Следната средба е за 7 дена. До гледање и останете во добро расположение.